But I'm up, so that is not realistic. Shoot my shot, then I check the ballistics. Shoot my shot, then I'm on to the next one. Shoot my shot, no stress when I'm sexing. Хей. Пандамониум радио шоу број 24. Добро вечер. Добре дојдовте во уште едно понеделничко издание директно од Пандамониум Headquarters и јас и Трајче. Јас сум Айрис Скреч, еден од вашите домакини. До мене Трајче и Activity. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипо. Се надавам дека сте добро. Кој што кажа Дарко, уште една вечер во Пандамониум HQ и овој пат со sleepover. Се уште ги имаме рестриктивните мерки, па мораме вака. Дарко, кажи ми што слушнавме, што имавме за интро овие овој пат. Прво мора да кажам дека имаме пуна емисија со нови проекти и нови синглови кои излегоа и така да одма почнавме ги пуштивме за старт новите синглови. Уште еднаш направивме мешап од новите нова музика од различни стилови, бидејќи имаме три проекти за поминување денеска. Имаме highlights од плейлистата на Марина. Исто така ad hoc ставивме мини МК сцена од неколку песни, бидејќи ова беа доста продуктивни за македонски стандард 24 часа. Нашиот човек Драги извади вчера вечерта песна, денес излезе некоја песна од СТР2, а исто така Курчо и Глуми требаше да варат песна, но поради персонални причини се префрли во среда, затоа правиме предпремиера тука вечерва. Така да имаме многу интересна музика и почнавме со еден таков мешап за интро. Слушнавме новата трака на Мик Дженкинс. Ке ни кажеш повеќе за тоа? Ко прво, знам дека песнава никаде не е поврзана и нема да слета на некаков проект, барем не од Мик Дженкинс. Ова е некаков сингл со еден артист кој што ја досега го немам слушнато. Артистот се вика Marcus Precise, featuring Мик Дженкинс. Песната која што ја слушнавме прва беше Sleep. Добра песна, интересна продукција и се почесто го гледам Мик Дженкинс како се најдува на некои вакви песни. Цело време секој петок ми искачаат на мојот релиз рейдер и ги преслушувам. Многу од артистите ми се непознати со кои што соработува, но искрено се надевам дека тоа ќе следи кон уште еден посериозен проект. Втората песна која што ја слушнавме е Waves of Blue, Magic Jordan, конечно, само тоа ќе го кажам после толку време. Се радувам. Многу убава песна, мене многу ми се свиѓа, баш е некако во нивен стил. Знам дека и ти ги поштоеш, знам дека ги слушам уште од многу одамна. Кажи ми кога се осеќаш за песна. Значи, песнава е типична Magic Jordan песна, но сепак звучи свежо кога да е баш 2021 песна. Тоа што ми се свиѓа дека се враќаат, се надевам дека ќе има нова музика од нив. За тие што не знаат, Magic Jordan се подпишани за OVO. Седни од луѓето кои таму околу 2015 беа доста активни и му помогнаа на Дрейк да создаде неколку негови легендарни песни. Исто така има свој мини wave кај OVO публиката, но не успеа да направат некој поголем успех. Се надам дека можеби конечно ќе успеат во тоа, бидејќи гледаме како PND после полог период конечно го доби recognition што го заслужува. Зашто не би и Magic Jordan и Roy Woods и цела OVO екипа. Тоа го чекаме само да заврши договорот на Дрейк и чекаме да се ослободат крилјата на сите артисти во OVO. Тоа е тоа. Третата трака која слушавме, за која имаше позитивни коментари од чет, Шака, еден артист од Англија, и Goldlink, еден артист кој ја Трајче многу го сакаме. Траката се вика Соло, една многу квалитетна афробит попиш трака која се надевам дека ќе добие recognition и у старт на нас двајца ни се свиѓа, така да мило ни е дека им се допадне на луѓето од чет. И последната трака што ја слушнавме пред да влеземе малце поенергична, IDK заедно со Offset, траката се вика Shoot My Shot. За мене е квалитетен трапиш бенгер, Трајче. Исто. Еден од ретките во поновите неколку песни на IDK каде што стварно онака се осеќам дека има таа старата енергија. Интересно е овде продукцијата некако многу ме потсеќа на трап бит на кој што Kanye West би рапувал врз него. Не знам зошто, така го осеќам. Добар ми е бриджот кај што подпевнува IDK. IDK, јас сум барем огромен фан на IDK, го слушам многу, ги слушам и старите ствари, но во последно време сите работи, тоа бев критичен и имаме зборено за сите тие, бидејќи ги имаме пуштано овде на радиото, дека не ми беа баш up to his standards, но ова е нешто кое што можам да застанам под него, позади него и да го поддржам. Овде ми се допаѓа и Offset, иако не слушам многу често веќе ствари од него, ме радува што има ваква соработка. И мислам дека ова е само добар чекор за него, наместо на пример да биде на рефрен на некој препознат рапер што е во моментот. Да, дефинитивно доста неочекувана соработка вака на прв поглед,
но тоа што мене ми изгледа дека Мигос имаат што да докажат и мислам дека се спремаат Culture 3 да биде for the culture значен како првиот и има и се во позиција да го направат тоа бидејќи вториот беше каф што беше. Мислам дека они самите знаат дека должат еден проект одличен стейтмент проект за да се одјават. Ќе видиме што ќе биде дали ќе оддонесе 2021. Се надевам дека ќе го донесат и ќе биде така како што велиш, бидејќи на еден начин должат, но и должат и на целата култура, бидејќи стварно мислам дека треба да направат еден албум на пример од ранкот на Savage Mode 2 каде што ги естаблираше и Metro Boomin и 21. Ова ќе биде албум на Мигос кој што ќе ги остави да бидат овде за секогаш, кој што ќе ги зацементира и може после да идат кај сакаат. Точно, тоа беше интрото. Имаме неколку проекти, 3 проекти за слушање денеска. Ќе почнеме со 2 траки од новиот проект на AJ Tracey, еден артист од Англија, рапер од Британија, од Лондон, како сакате. Неговиот албум се вика Flu Game, наследник на албумот од 2019 година кој се викаше AJ Tracey, како и неговото име. Во меѓувреме имаше еден микстейп, односно EP, го промовиравме него тука на почетоците. Flu Game е еден интересен проект, 16 песни има, да речеме како комплетен хип-хоп проект е. Јас го поминав еднаш, само ќе бидам искрен, некои од песните веќе беа изведени како синглови, така да одбрав 2 песни да слушнеме од него. Ја би оставил да ги слушнеме прво, па да ги прокоментираме јас и ти заедно, може? Идеме со AJ Tracey, Little More Love и после тоа траката Кукоч на која гостува Нав. Пандамониум радио шоу број 24, идеме. AJ Tracey Нав. Ова е траката Кукоч, или како што би рекол AJ Tracey Куко. Не знам дали не знае да го прочита, не знам дали се збунил, не знам уопште зашто се вика вака песната. All of the above. Да, најверојатно ни он сам не знае точно што е причата и како се чита, али big up за омажот што го даваат и некој на тој на каверот е облечен во црвен дрес, најверојатно потсеќа на Джордан, исто така се вика албумот Flu Game. Знаеме познатата Flu Game на Джордан, мислам дека против Јута каде болен со температура игра и победуваат. Така да има прича зашто се вика Кукоч, но би било подобро да го кажу името како што треба, но оваа трака мене ми е можеби и бенгер на викендот. Прва трака каде што Нав не ми е воопшто лош. Наспроти тоа ми е одличен овде. Еве го, јас се слагам со Ато, вика дека Нав е overhated, трајче еден од луѓето кои го прават тоа. Јас го поштуем Нав и го сакам Нав, иако знам дека на моменти звучи досадно и глупо и корни и смешно, но ми се допаѓа и мислам дека Нав во петокот излегуваат 2 гостувања негови, едното кога се најде на овој албум, другото на албумот на Young Thug и на YSL и во двете се покажа многу добро, така да мене Нав ми е таман. Факт. Ја ќе се согласам со тебе, бидејќи стварно сум критичен за Нав и за се тоа што го прави, за сите Brown Boy албуми што ги извади последниве 2 години, ама не можам ова да го мразам. Едноставно овде е многу поенергичен вокалот, бојата на вокалот воопшто не му е иста. Деливерито, иако потсеќа на неговите претходни ствари, воопшто не е исто. Се гледа дека овде бил Ептен е внесен во креативниот процес на самата песна. Кој што кажа AJ Tracey stays winning, UK stays winning, феноменален албум, многу ми се свиѓа, ме радува дека се таму каде што се, бидејќи through sheer hard work, буквално само напорна работа, константни се, цело време вадат и пробуваат да го извадат максимумот од својата, не знам, уметност на еден начин. Што е многу интересно, баш викендов на една другарка која пушта музика и праќав некои песни за во Серато да стави некои од 2020-2021, баш пратив еден поголем беч од UK Sound и баш ми кажа дека многу се свига, она не е толку запознаено со UK Sound-от, big up до DJ Тања ако не слуша, и ми кажа дека AJ Tracey е еден од луѓето кои одскокна од прва, што мене многу ми се допадна и баш и кажав дека излезе проектов AJ Tracey, мислам дека се одвојува во поглед на тоа дека има некако и мејнстрим апил и го има оној момент, можеби ќе дам лоша споредба, али можеби не као 50, али како што беше во Македонија Тони Зен, да речеме, не знам, онака има и стрит кред до некаде, но има и мејнстрим апил. Албумот не звучи воопшто поп, но има неколку попиш траки, има дрил, има помрачен звук, има поклубски звук, така да тука некаде, значи не е underground, но и не е комплетно некој поп артист, него баш е како што треба да биде успешен комерцијален хип-хоп артист. Јас знаеш како го гледам AJ Tracey ко артист кој што
има мейнстрим апил и кој што го има тој интернационален звук. Као го има тој UK sound, но доволно е сведен на да звучи така што е примамлив и за целата друга публика. Поточно за Северна Америка, бидејќи таа највише во најголем дел го консумира онака како артист и ги прави бројките што ги прави. Без разлика на тоа колку е тој познат во Европа. Овде е и ние го поштуваме тоа и ја не знам би ти излажал кога го имам слушано тој AJ Tracey прв пат, можеби 2017 отприлика. Најверојатно да. Но се тоа што има извадено ми се свиѓа и само можам да го поддржам се до тоа. Значи овој албум како прво има двете песни со најмногу плейс, инаку тоа е ново, не знам дали имате направено апдейт на Spotify апликацијата за десктоп, но пишува број на плейс, што кај секоја песна што мене лично не ми се допаѓа толку, но еве бар имаме некоја референца тука да гледаме. Последните две песни што јас мислам дека се ставени како бонус траки се тука, тие се беа синглови кои беа one-offs од AJ Tracey, тоа се трагата Dinner Guest и трагата West 10, која имаме пуштено тука. Така да тоа се два веќе мега хитови со над 60 милиони views. А исто така двата синглови кои излегоа како најава конкретно за овој албум, Anxious и Bringing It Back, имаат едната има 6 милиони, другата има 16 милиони, така се веќе хитови. Оваа трака Кукоч мислам дека ќе стане позната и Little More Love кој излезе како сингл дента со албумот. Исто така има трекшн така до 16 песни, има 6-7 certified bangers што за еден артист е повеќе од добро. Апсолутно. Тоа е тоа. Ако ви се допадна ова, изгуглете го, преслушайте го, AJ Tracey, почнати од песните што имаат најмногу views или plays, нема да сгрешите бидејќи тие што имаат најмногу plays му се квалитетни и јас би рекол дека е сосема солиден мејнстрим хип-хоп од Британија, што многу ме радува дека добива интернационален recognition. Интересно е дека кој што кажа ти многу е дека низ целиот албум води тој баскетбол тим, песните се во тој домен, кавератот е таков. Самото име е Flu Game. И мислам дека овде и тоа кој што кажа Кукоч, мислам дека има многу добро бидејќи е артистот кој што ја репрезентира Европа во Америка и некој ја го тоа сваќам и ми се свиѓа кој добра аналогија е за еден артист кој AJ Tracey да настапи во американската сцена на тој начин. И дава длабочина на самиот албум дека се гледа дека е смислен на повеќе нивоа, не е само туку така направено. И ако на прво слушање можеш ако не ги приметиш сите тие работи, можеш да сватиш дека е некоја колекција од само неколку песни, но мислам дека е многу повеќе од тоа. Се вклучи тука DJ Нести, Каров, Ато, Джо, Курчо, Марина, Андреевска. Поздрав сите што не слушате. Big up тие што немаат акаунт, може да направат акаунт. Мојавото и дружењето у чет. DJ Нести само што ми стигна нотификација дека извади нов микстейп на Mixcloud. Ако ви се слуша кога завршиме ние или деновиве, проверете го новиот микстейп на DJ Нести или кај него на Инстаграм, проверете ги рутините кои скоро секојдневно ги става и кои ги коментиравме пред некој пат кога водевме МК сцена, дека е многу добро дека се посвети на тоа карантинот и big up до DJ Nesti, еве вика дека AJ Tracey го има микстейпот, тоа е одлично. Big up до DJ Nesti, ќе го преслушам ја микстейпот, преслушате го, ќе шернеме кај нас на стори. Ние продолжуваме тука со програмата, имаме доста музика за слушање. Ќе продолжиме со 2 или 3 траки од Slam Language 2. Ќе слушнеме повеќе од вообичаено, бидејќи не можевме да направиме селекција од само неколку, ќе слушнеме повеќе. Да почнеме со траката за која ја рече најмногу се возбудивме во старт. Тоа е траката Solid, на која гостува Дрейк, или може би била трака на Дрейк, па ја поклонил тука за овој проект. И потоа ќе ја слушнеме траката Proud of You, која мене лично може би ми е најдобра од сите, на која гостува Lil Uzi. Ајде да почнеме, ќе се вратиме да ги коментираме овие траки. Пишете ни како ви се свига Slam Language 2 или тракиве што ќе ги слушаме во моментов. Идеме со Solid, Young Stone Alive, Young Thug и Дрейк. Young Stone Alive, екипата на Young Thug и на Гана извади компилационен албум или сериозен албум или долг сериозен микстейп, не знам како сакате може да го наречете, кој се вика Slam Language 2 и тоа беше дефинитивно проектот кој го одбележа викендов кој помина и може да се каже со право и заслужено бидејќи навистина позитивно изненадија Young Thug, Гана, но и цела екипа и сите гостувања. Добивме еден доста квалитетен проект од оваа екипа. Неочекувано може да се каже. За мене тотално неочекувано со тоа што дури и кога на прв поглед онакав видов, единствени две песни кои што ми отскокнаа беа Diamonds Dancing и Solid, бидејќи стварно има two features, една од Drake, другата од Travis Scott
И нама не така ми ги надмина одма во истиот момент. Сите очекувања и целото мислење што го имав. Феноменален албум. Ја ќе ти кажам дека е еден од поретките албуми со ваков звук кој што ми се свиѓа во последно време. Посебно 2021 би рекол. Ти ми кажа во чет дека ова е трап звукот што би сакал да го слушаш. Ова е трап музиката која што сакам да ја слушам во 2021. Што значи тоа? Тоа значи дека ова во споредба со Lil TJ и сите тие артисти што ги имаме слушнато, ова ми е 5 пати подобро. Не знам, можеби ме потсеќа на некое малце постаро време каде што Young Thug си има своја продукција, ја знаеме. Овде е Travis Scott малце во некој постар елемент. Овде го имаме Drake, овде го имаме Lil Uzi кој што рапува на она епитом на битови кои што се епитом за Lil Uzi Vert звукот. Така што мислам дека сите се дојдени овде на овој албум да си го направат своето, да бидат најдобра да ја креираат најдобрата музика што може да ја креираат воопшто и да ја стават на овој албум. И мислам дека токму и тоа го имаат направено. Бидејќи Solid повеќе ми звучи како на Drake песна неголи на Young Thug, мислам дека ќе се сложиме на тоа и двајцата. Мене ме потсеќа многу на оние ликовите кои излегоа лани пролетта, лани зимата, не се сеќавам точно, ми има таков вајб, ми звучи како да е направена за Certified Lover Boy. Исто. Може би знаеш како, и ако била Throwaway, буквално Drake се мислел дали да ја стави на Dark Lane Demo Tapes, па се решил чекај, ќе ја дам на Young Thug за да ја искористи за својот албум. Конкретно знам дека тебе ти е една од омилените од овој албум, Proud of You, Lil Uzi Vert. Значи Proud of You ми е онака некоја песна што би ја пуштил на крај на Trap the Fuck Up или на почеток на сету, најакото као за мала пауза, онака да си изнавикаме сите, да си изнагушкаме, да си изнапиеме, онака многу ми е uplifting. Proud of You многу добро се надополнуваат Lil Uzi и Young Thug. Баш ми е онака као постари помлад брат момент. I am proud of you. Онака ме допира многу. Ја ќе ти кажам дека ја овој звук го очекував од албумот на Future и на Lil Uzi. Не знам зошто ова многу поише ми лежи кога збореме за Lil Uzi Vert, за неговата музика, него ли се тоа што го прави малце она да биде по-карактеристично, по-bubblegum, да поише експериментира со звук. Или да поише некои забегани работи со рок поврзани или со нешто така. Апсолутно. Ова ми е мене на пример правим Lil Uzi Vert Исто звук. и мене. И многу ми се свиѓа. Ја ова би сакал само да поише да слушам од ова. И третата што ја слушнавме е Travis Scott, исто онака хайлайт од целиот албум. И тоа мислам дека е од самиот Travis Scott feature, но според мене никако не е нешто посебно, едноставно е уште еден обичен Travis Scott feature, кој што е иако добар. Гледај, искрено слушајќи го албумот од почеток до крај, не се ни осеќа дека е Travis Scott, осеќа како било кој друг, бидејќи има над 30 артисти сигурно кои се појавуваат на албумов. И тоа е момент што кажува само дека Travis Scott можеби не е семокен, како што некои негови синглови заедно со спот, заедно со целиот ролаут изгледаат. Не, можеби број еден сигурно последниве неколку години, но ова покажува таа, да речеме, обичната страна на човечката страна на еден суперхерој. Ја така го сеќам, но ми се допаѓа, но кога би го рангирал како фичер, би го ставил 5 и 6 може. Исто. И знаеш како тоа е на пример за луѓе што зборат на Travis Scott ефектот. Во многу е интересно, еве ќе ја земеме Spotify кој најголема стриминг платформа, така? Као 3 милиони поише плейс има на Drake featured него ли Travis Scott. Што ми кажува дека и не е можеби до тој степен онака како не знам зошто, но се уште Drake е она the reigning champion каде што кога ќе доаѓа кога станува збор за бројки или зашто не знам. Тука сме мора да кажеме малку видов денеска, Кевин Дурант кажува дека го прашуваат на интервју која музика ја слушате во сооблекувална, кој ви е најслушан артист, и он рече дека као мене ми е Drake омилен, но последниве години Lil Baby го зема тој примат и вика најголем дел од сооблекувалната сега да слуша Lil Baby, што многу ми се допаѓа малце на страна од темата, многу ми се допаѓа, кажува Lil Baby кај како артист, кај стигна од трап артист пред 2 години, 2021 е тука на слично ниво со Drake и со Travis Scott. Не збориме за бројките, кога станува збор за бројки нема никој како Drake. Тоа се одлични accolades да имаш уствари, бидејќи на пример знаеме Леброн што може да направи за еден артист, посебно кога е во прашање онака следниот албум на Kendrick Lamar или новиот албум и неиздадени траки од Drake, бидејќи тој човек стварно има се слушнато онака уште години уште пред ние да го слушнеме.
И мислам дека ова е многу битен момент за било кој артист да ротира и да постои во ротација во такви кругови. Бидејќи тоа некако е многу сврзано и многу поврзано со хип-хоп културата, посебно кошарката, посебно НБА лигата, и мислам дека сите артисти таму влежат на било каков начин и многу голема инспирација и мотивација и енергија зимаат од хип-хоп музиката, па така и на тој начин ја и возвраќаат. Токму тоа, big up до Трајче. Иначе ја пишувам текст за Slam Language 2, можеби ви неколку денови ќе спамнеме со оваа тема, но дефинитивно ни пише еден коментар на стори дека е Album of the Year so far и можеби ќе се сложам. Како албум во првото тромесечие, мислам дека се покажа, односно веќе четврто, не знам како иде, првата третина за мене е тука некаде и мислам дека што е многу интересно, како што кажете, само морам да се надополнам на тоа дека ти мислиш дека тука бил секој оставен да направи тоа што најдобро го знае. Јас мислам дека кога станува збор за овие артисти кои се не толку познатите артисти од YSL екипата, мислам дека да се земени најдобрите нивни материјали, како они би биле представени во најдобро светло. И мислам дека токму поради тој албумот има 22-3 песни, можел да помине само со првите 10, бидејќи тие се најдобрите, првите 12-13, каде што ги има и некаквите фичерси, каде што се појавува Young Thug, бидејќи подоле во албумот не се ни појавува Young Thug толку. Така да мислам дека е земен најдобриот материјал од сите, како би се представиле во најдобро светло, бидејќи очигледно YSL има еден широк ростер на артисти и Young Thug сака да ги представи сите. И сака за сите да имаат свој wave, свој лейн и продажба и популарност. Апсолутно. За мене искрено не знам дали ќе бидат албум на годината, бидејќи има некои други контендери кои што излегува. Но и сега за сега зборам, бидејќи има албуми за кои што се уште немам зборено, но мислам дека онака можеби ќе ја зема таа титула, тоа и трга од таму каде што јас и не толку многу веќе слушам трап музика кој што ја знаеме, но ова е нешто во кое што можам да се пронајдам онака во 2021 за трап музика. За крај, ова го зборевме на Амок радио, ако го немате гледано ни слушано тој подкаст, отидете на YouTube или на нашите платформи да го чуете. Јас кажав дека очекувам во 2021 звукот се уште е трап звук, тој што е популарниот, тој што е клубски, тој што е движечки. И очекувам луѓето што се веќе естаблирани како Young Thug на пример, како Future, како Drake, како дури Kendrick нема веза, не знам каков звук извади, они очекувам да видам каков звук извадат и што ќе направат. Ова е, мислам дека е толку добро колку што е, бидејќи е најдоброто нешто од последните години. Значи како собиран по наводници материјал од последните неколку години направен од луѓе кои се веќе естаблирани и затоа не може да биде реплицирано, не може некој друг да земе, ако некој друг го направи, нема да е тоа едноставно. Тука е Uzi на продукција, тука е Young Thug, тука е Gunna, тука е Drake, Travis Scott, Rowdy Rebel, Skepta се појавува, Lil Uzi се појавува, Kid Cudi се појавува. Не може ниеден друг артист од помладиве и да проба да го направи, не може да го направи. Апсолутно, мислам дека ова станува збор за многу, знаеш, она операција од многу поголем размер и зала кој што секој артист не може да го земе. Ова стварно може само да го земат артисти ко Gunna и ко Young Thug. Примерно Young Thug, бидејќи и тоа е на пример на еден начин и целиот режисер позади се во ова, така што мило ми е што се случи ова. За мене искрено е многу подобар неголи Slam Language 1 и мислам дека само ако продолжат вака до израз ќе дојдат и неговите affiliates и неговите signees кои што и не се толку моментално познати во овој момент. Еде го Секси Марса, Sexy I'm so proud of you. Извинете што каснам, ја слушав на СТР 2 новата. Ја имаме и ние ставено, направивме на ad hoc МК сцена малце покасно. Доја на пола од преслушување на Slam Language 2, ги преслушавме трите, да речеме, полабави песни, сега идеме со 3 доста јаки песни. За крај, мене тоа што ми се допаѓа, освен сите овие работи кои ги кажавме до сега, е тоа што тука се вклучени двата подстилови на Gunna и на Young Thug. Тоа е едниот е тој, ја што го викам, vibe стил, значи тој мелодичен трапиш звук, како трите песни кои ги слушнавме до сега. А вториот е овој што ќе слушнеме допрва, тоа е енергичниот Weezy продукција, што удира јако, што е доста поспора, али е мокна, малце е статична, со оние дувачки инструменти, така малце победничка да речеме. Триумфална, точно. Yep. И двата стила се надополнуваат перфектно, бидејќи Gunna и Young Thug и сите нивни affiliates и подпишани и од страна им одговара тој стил. Така да за мене е соопфатен многу добро на blueprint ние ова го правиме.
Вакво нешто би требало да направиме ние на македонската сцена, Пандамониум радио или некој друг да го организира, од секој најдоброто у еден звук, онака ова е тоа што се дешава кај нас. Апсолутно, апсолутно. Ова е на еден начин една компилација од луѓе истомисленици, артисти кои што доаѓаат и се го прават и ја креираат најдобрата музика што умеат да ја креираат и тоа е тоа. Ослободени од било какви стеги. Тоа е тоа. Slam Language 2, идеме со една песна која многу ми се допаѓа, Cayman So, на која Rowdy Rebel искина, буквално искина, се надмина себе си, мислам. Shout out to Rowdy Rebel, се поише и поише ми се свиѓа. Неговата музика и сите тие работи кои што ги има извадено откако искочи, се многу онака и добри, но и зрели. Многу брзо со оглед на тоа дека не знаеше кои се џорданките од Off-White, многу брзо онака некако се приклучи кон стилот, кон дрил музиката, некако многу добро направи еден одличен кетчап за многу брзо време, за да стигне до овде каде што е, за да се појави и на вакви албуми, и многу ми е мило што се случува тоа и се надевам и едва чекам да слушнам и што ќе извади Bobby Shmurda следно. После тоа ќе слушнеме трагата Walkstar, на која гостува Skepta и артистот Strik од YSL Gengot. Ќе збориме, нека пројде, сакам прво да слушнат луѓе, па они да видам дали ќе го фатат тоа, па ќе збориме после за тоа. И после ќе слушнеме трагата Ski, за која веќе има и TikTok challenge и така натаму, секако што треба за ваков голем албум. Идеме со Cayman So, една преака трака, Slam Language 2, Пандамониум радио шоу број 24. Thought about my band, going to the top, I had to manage them. Walk hard, rock star, black, excellent stars in the car. Walkstar, Skepta и Strik. Искрено, Strik е еден од артистите кои ги дознав преку овој проект од YSL Gengot и лейбелот и дефинитивно ќе истражам повеќе од него, бидејќи ова што го слушнав ми се допаѓа гласот, начинот на кој што деливери или како и да се вика тоа, баш ми е онака баш како што треба, енергично, добро, не грубо, него така некако силно го кажува тоа, некако ми се допаѓа. Исто и мене, ја немам лоши зборови. Многу ми се допаѓа Skepta, уште кога го видов. Skepta ми онака не знаев како ќе звучи, ама мило ми е што е на проектов, партали ми е, многу ми се свија. Но ја ќе кажам нешто, ја нешто приметив и затоа не го спомнав уште пред да ја пуштиме песната, со оглед на тоа дека може и некој друг. Сега спомнаа во коментари дека Strix звучи многу на 21 Savage, кога ќе го кажа тоа, мене да, има некоја смисла, но мене нешто лично што не можам да си го извадам од умот кога ја слушнав оваа песна, е дека песната многу потсеќа на песната Astronaut in the Ocean од Masked Wolf. Песна која што е буквално на секаде, онака било каде и да влезеш, кое радио да го пуштиш, мислам дека во рок од 10 минути ќе пројде таа песна. Не можам да си го извадам тоа од ум, стварно многу ме потсеќа песната, дури и неговото деливери, кое што е многу слеано, и ако текстот е друг, мислам дека целото деливери, вокалот, бојата на вокалот многу ме потсеќа на тоа, само што е малце за нијанса погрубо, неголи што е Masked Wolf на Astronaut in the Ocean. Не знам, ја ќе треба да се навратам на тоа дека споредбата ми е малце far-fetched, али ќе треба да се провери. Да. Искрено не ни сакам ја да се навратам на песната, као имам премногу пати имам слушнато при тоа не сакајќи да ја слушнам. Има некои ремикси и милион работи. Одвратно, брат, одвратно. Мене ми се пушта онака на момент кога ќе ставам Spotify дома, некој ец кога ќе ми се пушти. Така што мислам дека таа е мелодијата и мислам дека ќе видиме што ќе се случи, ама сакам уште еднаш да ги споредам двете, една до друга и да си го утврдам тоа дали е тоа така или не. Дефинитивно интересна споредба, ќе видиме како ќе звучи, односно дали се поклапаат. Тоа беше тоа од Slam Language 2, јас пишувам албум ревју кој би требало да го постираме во четврток, овие денови ќе спомнеме со тоа, но тоа е албумот кој заслужува најмногу внимание. Затоа одиме сега малце по underground, да речеме, во вистинскиот рап, кај Гризелда на гости, Come With The Machine има нов проект. Трајче ќе те оставам да ги најавиш песните кои ќе ги слушнеме и зашто ќе ги слушнеме баш ти и како се осеќаш за проектот. Јоп. Кој што кажав и уште на Амок радио, идеме. Ова е новиот албум на Conway the Machine. Албумот се вика La Machina и има повеќе траки, мислам дека се околу 12. На прво слушање
албумот многу ми се свиѓа. Со тоа што има многу интересни фичерс кои што досега не ги очекував од Conway, но тоа ми беше и главната поента тогаш кога зборевме кај Амок, дека тие веќе го надминуваат својот стил, дека цело време ќе се држат до својот звук, но ќе истражуваат нови води и ќе бараат нова продукција. И ова е токму тоа, и многу ме радува дека е тоа така, бидејќи овде на самиот албум има фичерс од El Camino и од Snots, каде што тие се негови стари соработници, па после го има Westside Gun, го има Benny the Butcher, кои што се стандардни соработници и негови пријатели и фамилија. И после го имаш JID, го имаш Ludacris, кој што е многу ми изненади и многу ми е мило дека го слушнав Ludacris после толку време, да звучи толку квалитетно и да звучи гладен. И после го слушнавме и 2 Chainz, кој што се повеќе и повеќе станува онака поголем соработник со Гризелда екипата, и тоа многу ме радува, бидејќи го покажува и неговиот гроут за тој колку го расширува својот звук и своите соработки. Тракеве кои што ги одбравме овде се 200 Pies со 2 Chainz, и после ќе ја слушнеме Scattered Brain со Ludacris и JID, и на крај ќе завршиме со 630 Tip Off, кое што е впрочем и интрото на самиот албум. Многу интересно, јас мислам дека 2 Chainz како во поглед на статус припаѓа тука негде. Дека он е grown up, он е OG за трап играта, и мислам дека природно е да се доаѓа тука, и многу ми мило дека доаѓа тука, а ти кога ми го пушти Ludacris, односно траката Scatter Brain, пред да излезе албумот тамо четвртокот, петокот, баш ми изненади позитивно. Така да баш сум возбуден да ги пуштиме овие песни, да го смениме малце звукот. Но и не толку. Пак има трап елементи. Апсолутно. Единствено нешто овде што е онака тотално неочекувано беше самата песна со 2 Chainz, која што кој што кажа ти дека е тој трап легенда, и на Benny the Butcher го слушнавме на Plug Talk, која што беше феноменален трап бенгер според мене, но овде не е тоа случајот. Овде 2 Chainz е многу поинаков и слушаме нешто многу поинакво од него. Да не должиме многу, да го пуштиме албумот, да слушнат луѓето, па ќе коментираме и во коментари и ќе се навратиме на него. Conway the Machine, 630 Tip Off. Ова искрено е лудило. Ова мене ми се свиѓа многу поише од траката со Luda и со JID. Ова е носталгија, брат. Ова е носталгија, пошто е Бангладеш бит нешто што немаме слушнато многу одамна. Не можам да кажам дека не ми фали ова. Уште кога го слушнав, онака морници ми упоминаа со тоа што ме врати на време, каде што ова беше актуелно. И многу ми е мило дека е така, бидејќи има склоп на одлични продуценти на целиот проект, и Бангладеш е еден од нив. Многу добар лирикс, посебно во вториот дел, повеќе приметив, баш кажува за ситуацијата во која се наоѓа, дека чекал долго време за ова, ќе направи тейковер на играта и такви квалитетни раперски муабети, кај што ја кажуваш својата приказна и кажуваш кон што целиш, бидејќи као што имаш нагласено ти многу пати, они се на пат кон тоа. Апсолутно, и на пример, знаеш како тоа го и потврдуваат и го подкрепуваат со тоа дека Benny the Butcher го има Black Soprano Family. Тоа е негов рекорд лейбл под кој што ги има подпишано неговите најблиски другари, кои што се исто така одлични MCs. Истото го прави Conway. Conway го има Drumworks Entertainment, каде што збори дека Drumworks потсеќа на Death Row од 98 година. И исто така во овде, како еден од завршените стихови во оваа песна, вели дека да не го забораат него, дека Westside Gun е можеби најпознатиот, дека Benny го има, она е најфлеши, но да не го забораат дека и Conway е со еден од трите со најдобри барс. Така што shout out to them, многу ми се свиѓа ова што го прават, посебно Conway, Ламакина можеби ми и се еден од омилените албуми мене. За тебе знам дека е Slime Language, за мене мислам дека овој пик моментално, но ќе видиме, годината ни предстои уште многу проекти, има уште многу албуми кои што треба да се извадат, па ќе видиме како ќе се чувствуваме за сето тоа. Едва чекаме, ја некако мислам дека се разбуди сцена во последниве неколку недели. Мислам дека некако луѓето артисти сватија дека коронава нема да пројде туку така и дека мора да вадат музика, и се надам дека ќе продолжат да вадат, односно ќе почнат да вадат. Бевме блест овој петок и се надевам дека секој петок е вака, искрено. Дефинитивно тоа беа трите проекти. Ако ви се допадна, проверете повеќе. AJ Tracey, албумот Flu Game, Young Thug, Ghana Itself, YSL лейбл, Slime Language 2, сигурно ви се има појавено на социјални мрежи, хајпот е голем околу него, проверете ги сингловите
има многу песни, има и многу добри песни и овој албумот Lama Kina од Conway the Machine од Griselda екипата, кој сака вака малце по тврд звук, нека го провери него, нека ги провери другите проекти негови и на цела Griselda екипа. Тука завршивме со промовирање на нова музика од светската сцена и се префрламе на МК сцена која ад хок ја составивме кога Трајче дојде кај мене при СК 1 час пред почетокот на емисијава, бидејќи као прво главна иницијална каписла беше тоа што Курчо ни кажа дека за жал нема да извадат песната со глуми денеска, песната која долго време чекаме да ја слушнеме и да извадат поради лични проблеми, лични причини на глуми, ќе излезе во среда, но сакаше Курчо да ја представиме тука предпремиерно на Пандамониум радио шоу. Big up до Курчо кој е еден од најредовните тука и ни е многу добар другар и соработник и се. Big up до него, big up до сите што се тука, big up до Макс Вандал, Секси Марса, Курчо, Домилев, сите кои се во коментари. Честни што ќе имаме честа да представиме оваа песна предпремиерно и многу сакаме да го правиме тоа, така да ако имате музика која сакате да ја пуштиме ние за прв пат како би можеле да слушнете, коментар од екипава која е тука во чет или од нас, слободно пуштете ни со мило ќе ни биде да ја промовираме без разлика во каква форма е, дали е демо, дали е веќе готова, дали е извадена или не извадена. Ќе почнеме со траката на Курчо, ќе оставам Трајче да каже нешто повеќе за неа. Одлична најава, Дарко. Исто, и ја само ќе го повторам тоа што го кажам, многу ми е мило што имаме честа да испрезентираме предпремиерно ваква песна, посебно дека голем дел од стварите ги веќе знаеме и можеби тоа е онака и на еден начин и клетва, бидејќи ни се нам другари, најчесто ни праќаат уште недовршени проекти, па имаме шанса да слушнеме одредени песни кои што тие тек сега ќе ги вадат предвремено и да бидеме вклучени во целиот тој процес. Така што шарауту сам, шарауту глуми за проектов, мене ќе останува да го слушнеме. Сега за сега останува само да ја слушнеме без срам. Така се вика новата песна која што тие ја вадат. Кој што реков, во соработка е со сам и со глуми, двајца одлични артисти кои што имаат многу специфични стилови, но некако на еден начин најдоа некоја златна средина. И токму и оваа песна беше тој спарк за тие да креираат и цел проект околу ова и да изградат некаква визија, некаков звук. Така што кој што кажа Курчов, зборевме со него за да даде некој накратко некакво објаснување за целиот проект и за самата песна, па кажа дека проектот е сниман во нецели 48 часа, каде што Бесрам е единствената песна која што постои од поодамна и тие влегуваат во студио, додека глуми ја креира музиката, Курчо го пишува текстот и мислам дека прават одличен спој на своите два светови и ги прават една фузија од нив. Кој што кажа, исто Курчо кажа дека е soul searching feel, дека не бара некои нови outlets за да креира музика. Го напушта тоа од пркос, го напушта тоа од огледало и еволуира во нешто друго. Апсолутно. Текстовите мене искрено сега веќе да не кажувам јам некој од повеќе работи кои што не треба, ќе останеме да го слушнеме проектот во целост кога ќе искочи, но мене многу ми се свиѓа, многу е поискрен, многу е по некако ранлив, продукцијата е таква, мислам дека и глуми го вади тоа од него. Lo-fi е нешто што ти во последно време слушаш и мислам дека ќе ни се свиѓа многу и мене и тебе, а и сите кои што се моментално вклучени. Малце е певлив, поише пеење, не толку рап, не е толку тврдо кој што знае Курчо некои работи да ги прави. Така што мислам дека е одличен проект за како statement piece од двајцата. Дали ова најава за проектот, дали ова сингл? Ова е сингл за проектот, ова е најава. Искрено проектот не знам кога ќе го добиеме. Се уште нема име, се уште нема официјален датум за релиз, но мислам дека ќе биде во скоро време со оглед на тоа дека голем дел од проектот и веќе е готов, само некои технички работи се спремаат во позадина. Супер. Сам, глуми, траката се вика Без срам, предпремиерно Пандамониум радио шоу број 24. Честни е што ќе може да ја пуштиме и пишете ни во коментар како ви се допаѓа, па ќе се вратиме после да прокоментираме и уживајте.
Курчо AKA сам, заедно со глуми на продукција, трагата се вика Без срам. Најава за проектот кој следува, чекаме повеќе инфо веднаш кога споделиме со вас и се разбира, ќе ги спромовираме тука како што му доликува. Се надам дека ви се допадна, коментарите се позитивни, нас двајца искрено многу ни се допаѓа, на страна тоа што сме другари со нив. Вакво нешто јас на македонски немам слушното, многу ме радува дека Курчо повеќе излага од раперските води, влага во некои вакви експериментални води. Зборевме и во Амок и тоа дека јас на пример не сакам толку инструментализација во хип-хопот како што сакаш ти, тоа за тебе е многу позитивен знак. За мене не толку, но кога е вака, кога е на македонски, кога е од наш човек со текст кој можам да го разберам и да се поврзам со него, би го слушал. Посебно знаејќи што умее глуми да направи од еден обичен инструмент и што се знае, како знае да го изверзира сето тоа. Исто, многу ми се свиѓа и мене стварно Курчо овде си го напушта тоа своето, прави нешто сосема поинаку. Кој што кажав, искрен е, ранлив е и тоа се гледа и ни сите 5 траки. Морам да ги напоменам, сакам да ги кажам и сите 5 бидејќи се уште немам име. Има 5 траки на проектот и почнуваат вака. Првата е Те знаат ли од дома дека пишуваш, втората е Пустина, третата е Втора слобода, четвртата која што е сега слушнавме е Без срам и петата е Мислев знам се. Мислам дека се сите сонично многу добри и многу склопени во еден концизен проект кој што иако е краток, мислам дека многу добро го доловуваат сето тоа. Тоа сигурно е бидејќи ги направиле песните во 48 часа кај глуми во студио, ки изнопсен став и тоа е начин на кој што би сакал многу артисти да прават музика во Македонија, малце побрзо да ја доловат емоцијата, да ја доловат инспирацијата, соработката, што кажете тој спарк, таа искрена енергија и тој клик заедно, бидејќи така може да се направи многу концизен проект. Ти верувам дека е таков и едва чекам да го слушнам финалниот и да го испромовираме тука. Каролина Гочева, ве молам, пишете не на Инстаграм. Big up до сите од чет, big up до цела Pandemonium community, екипа, Mixelar екипа, баш не мило дека се сите тука, дека иако се можеби за некој малце, за нас бројката не е важна, важно е дека луѓето седат, се комуницира во чет, тоа ни е најбитно, фала ви многу. Пишете никако со секата за музикава што ја слушаме, бидејќи за тоа и го правиме ова. Тоа беше Без срам, сам и глуми. Продолжуваме со трагата која излезе денес и која доби доста позитивни критики на социјалните мрежи, посебно на Facebook. Тоа е новата трака на СТР2, која се вика Прва Втора, која излезе после полого време, полого време без материјал. Ја ќе слушаме песната, па ќе прокоментираме, ја и трече заедно, може? Може. Идеме со СТР2 Прва Втора. СТР2 Прва Втора, новата трака на СТР2 кој излезе денес. Тука сме Pandemonium Headquarters, Pandemonium Radio Show секој понеделник, односно време на време кога има нова македонска музика, правиме МК сцена, пуштаме траки што ни се свигаат или за кои има големо внимание и ги коментирам мислите со најискрени коментари и со најдобра намера. Ја ќе почнам прв, може да рече? Слободно. Значи, СТР2, нова трака, искрено многу касно ја видов пред да почнеме со емисијава, но веќе ја преслушав неколку пати. Прво сакам да дам еден дисклеймер, значи Страйк и Блаже СТР2 како екипа, како група се онака едни од најлегендарните македонски рап дуа, MC-а, како сака да наречете го, значи нема никаква дискусија за тоа, точно знаеме што може да направат, го знаеме нивното влијание на македонската рап сцена, го знаеме нивното влијание на општеството, култот кој си има изграден околу нив. Уште гледаме СТР2 дуксери низ град кои се стари можеби повеќе од 10 години и се тоа и така натаму и така натаму. И токму тоа е причината поради која ги ставам ја на пример на некој повисоко, со многу повисок критериум ги гледаш под наводници и очекуваш кога ќе чуеш нешто од нив за кое што има хајп, да речеме на социјални мрежи, да биде нешто што ќе биде вау. За мене ова лично не е ништо вау, не е нешто што немам слушнато од нив. Искрено не ја гледам ни поентата од оваа песна, они се знаат зашто ја извадиле, супер за нив, очигледно е добра е реакцијата од луѓето, но мене ова ми е една од причините, ваквиот рап ми е една од причините поради која престанав да слушам под наводници вистински рап и да се палам на тој вистински рап филм, бидејќи ова се муабети кои 20 години веќе ги има на мак рап сцената, кога би ги кажувал некој помлад артист, кој што например Максимус Вандал или Марсе тука, или било кој друг, можеби ќе има некоја поента да се докаже лирички скил,
тие работи, али веќе знаеме дека Страйк и Блаже кинат MC-ња и се најдобри MC-ња и со црни кеси убиваат луѓе и така натаму. И ова некако не придонесува ништо повеќе на тоа, тука е само уште една песна која нит покажува дека е направена сега, можеби и стара, некако ја воопшто не ја осеќам, но не е ни направена мене да ми се свига. Бигав до тие што им се свига и тие што ќе имаат во ротација слободно, ова е моје најискрено мислење без никаква негативна намер. Апсолутно. Ја во голем дел ќе се сложам, ама ќе давам и мој тейк на работија. Исто, ја дури и постирав на мојот Facebook дека ако ова е било каков камбек, ова е лош камбек за СТРД, бидејќи никако не надополнува на нивната приказна. Факт е дека се едни од највлијателните, факт е дека го имаат еден од најдобрите албуми воопшто во МК хип-хопот. Тоа никој не може да им го одземе и знам дека, кој што кажа, дека се култни и дека стварно луѓе многу силно веруваат и ден и се уште се водат по нивната музика. Тоа никој не може да им го одземе, но кога ќе те нема подолг период на сцената и кога ќе се вратиш со нешто вакво, кое што е според мене, знаеш како, дури е и мрзеливо. Јас знам дека ова е нивни стил, ова е нивниот звук, но кој што кажа, доволно е и мислам дека многу не соодветствува на времето во кога е извадена. Не е креативна воопшто со тоа што се едното по истото, па дури и продукцијата, некако малце ми е тонда, многу едноставна, цело време истиот луп. Нема нешто освен неколку панчови кои што знаат да ме го фатат вниманието и тоа и не се за добра работа, као у смисла не се толку добри, бидејќи има некои многу хомофобични овде стихови кои што не можам да не ги искоментирам, бидејќи е стварно 2021, мислам дека мора да се надмине тоа, мора малце не да го жртвуваат своето пишување, но еден начин да бидат посвесни во кое време живеат и мислам дека тоа треба тие да го увидат, не треба ја да го коментирам. Дали мислиш дека фановите ќе преминат преку тоа? Не, ја мислам дека дури знаеш како, дури се апологерик од смисла каде што дури ако тој коментира, фанот кој што е на СТР2 во нормални услови би ми искоментирал мене и ќе ме сопре на улица да ми каже дека тоа не треба да го зборам. Мислам дека нема да го искоментира и нема да ги критикува СТР2 бидејќи го имаат тој статус и дека не треба никој да ги чепнат бидејќи тие се такви кои што се. Така што ја немам проблем со тоа и можам слободно да направам кол-аут за такви работи. Ја не сум за тоа и никогаш нема да бидам, бидејќи уште од секогаш деградирање и хомофобија сум мразел во хип-хоп музиката. Така што мислам дека треба да поработат на тоа и доколку е ова било каков камбек, не се надевам на нешто повеќе од ова. Знам дека си двајцата многу повеќе способни од ова. Знам дека секогаш ќе кинат, знам дека секогаш ќе имаат добри текстови и лирики, но барам некаква поголема супстанца. Као тоа беше еден коментар, иако е многу смешен и е ироничен, ама као кажете ми како да вратам кредит на 36 години. Кажете ми што се случува во животот во таа етапа од вашиот живот, а не ми зборете за нешто што се случувало пред 20 години, кога сте биле на улица или бетонот каков бил. Тоа веќе мислам дека се многу излитени теми кои што се хипер обработени во македонскиот хип-хоп. Значи, мислам дека тоа е единствениот проблем околу се во. За мене лично овие муабети последно кога доаѓаат од еден артист по 100 пат, исто како муабетите за жени, коли, пари на трап артистите, бидејќи не гледам разлика. Дури можеби трап текстовите поише содржини имаат отколку овие, бидејќи овие се само покажување, флексање на лирички способности. Океј е тоа, али мене никако не ме допира. И ако збориме за траперите дека се досадни, дека само користат флекс, ски, ова она, истото и со раперите. Мислам треба да е критериумот ист или сличен. Апсолутно мора да има. Кинамем сиња кога слушнам во песна во 2021 од артист кој го кажал тоа 100 пати веќе, мене искрено ми нема никаква поента. Исто и мене и морам да спомнам I don't want to stir shit up, мама се согласувам и со тоа што Аго го кажа пред некое време на социјалните мрежи, не знам дали беше предизвикано од оваа песна или не, но доколку го имате во Friends, може да го прочитате и мислам дека баш ја објаснува онака сликата за бидејќи многу луѓе ги коментираат денешните нови рапери и децата кои што креираат нова музика, ги критикуваат за тематиката, за начинот на кој што се изразуваат, при тоа никој не сака да ги колаутне
луѓе кои што се 20 години во хип-хоп играта и прават некои half-assed траки кои што не ни звучат довршени и дека изгледаат како да нема никакво време фрлено во нив и никаква енергија. Тоа е тоа, доволно беше. Ако ви се допадна траката, СТР2 прва, втора, проверете на YouTube и слушајте и понатаму. Продолжуваме ние со третата песна која не е воопшто хип-хоп. Не е ни поврзана со хип-хоп, освен што е продукција на нашиот човек Драги, кој знаеме дека може да продуцира и да прави секако вид на музика. Така да сега експериментира, оди во некоја скроз друга насока, некоја таква, се смеевме сутра рече PMG насока, некоја електроника која се вика Kenzo Tange, за која зборува за како сега тоа, градежната мафија во Скопје и што му се случува на градот од поглед на нешто. Архитектонски хип-хоп. Архитектонски хип-хоп. Тоа е многу една онака, не знам како да кажам, контрадикторна работа, онака ќе слушаме песната, има повеќе поента, има појака порака отколку траката која слушавме претходно. Така. Поголемо значење има Драги во новата негова песна, него ли СТР2 кои што го имаат албумот онака кога врне истура, како да ви објаснам. И тоа мислам дека и таму е целиот таа е целата моја борба каде што нема нешто што можеш да извлечеш од самата песна, туку еве го Драги кој што вади некаков сосема друг звук, нешто што многу луѓе нема ни да го очекуваат од него, и овде збори за многу поинтересни и многу по денешни работи кои што се стварно случуваат во денешница и во нашето општество, да. За сите нас и тоа влијае на сите нас и го кажува на свој сопствен начин. Така што ова, без разлика на тоа дали мене ми се свиѓа или не, ова е нешто позади кое што можам само Драги да го поддржам и да заставам позади него и да му кажам онака алал и почит за ова што го има направено. Знам дека следува албум, сакаме да го слушнеме и албумот кога ќе искочи и сигурен сум дека ќе го пуштиме овде и ќе го коментираме. Чим ова е најава, очекуваме нешто скроз алтернативно и скроз out of the box. Апсолутно. И ништо помалку не би ни очекувало Драги. Драги, Kenzo Tange, проверете ги спотот на YouTube обавезно. Човекот се експериментира, не му е гајле и тоа нас не се свија, big up до Драги уште еднаш. Тоа беше кратката МК сцена за овој пат. Направивме 2 МК сцени поред, што е многу интересно. Ова беше адхок во последен момент направена, но ете така имаш актуелни теми, сакаме да бидеме во текст со настаните или пред настаните, така да ова се дојде сосема спонтано. Чекаме нов материјал од сите кои сте тука во чет, big up до сите артисти кои ни се во чет во моментов, и Секси Марса, и Марс, и Ато, и Курчо, и Максимус Вандал, и Модем Прист. Пракајте ни тука кога сме да промовираме. Спремивме една плейлиста, но се уште не ни е паблик, сакаме да ја донаправиме. Со МК сцена се што пуштаме тука ќе биде во една голема плейлиста на Spotify и на YouTube. Очекувате деновиве да го објавиме тоа и таму ќе ставаме нова музика да може да се слуша се одеднаш и да можат и артистите да се запознаваат меѓу себе, но и публиката, ако влезе да слуша еден артист, да продолжи да слуша и се останато, бидејќи се појавува некој нов бранд на македонската сцена, некоја многу голема разновидност, нова свежа крв која носи поинаква енергија и која се надеваме дека ќе во следниве години ќе си го изгради секој својот стил, ќе биде уникатен сам по себе, ќе се одвои од другите, па така и сцената ќе не биде многу разновидна и многу квалитетна, нема да биде копија едно на друго се онака. Тоа беше тоа, у принцип и од целава емисија, многу убаво и лесно ни пројде некако. За крај оставивме 4 песни од гостинската селекција на Марина. Мора да даеме еден шараут до Марина, која направи партали гостинска селекција, значи гостинска селекција број 6, и ја дававме неа, она е еден лик кој е уште од самиот старт со Пандамониум радио во дел од поширокиот круг, напиша неколку текстови, постојано комуницираме за музика, постојано си праќаме и не слуша тука на микселари така натаму. Инаку Марина, кој не ја знае, на девојка која има многу интересен слуша многу интересен стил на музика, многу специфичен стил. Се од хип-хоп, порано слушаше драм н бейс, такви работи. Сега слуша многу афро, латинска музика, денсхол, хип-хоп и комерцијален и не толку комерцијален, така да и оваа плейлиста, според тоа што ни го каже и според тоа што го напиша, онака опфаќа се тоа што слуша, звукот е многу свеж, онака е 2020-2021 саунд од цел свет. Почнува со малце афро,
има UK sound, има и малце dancehall, има после малце реге, за на крај да заврши со ствари како Goldlink, алтернативен хип-хоп со Кейт Ренада, Лери Джун, Ерик Ди Архитект, тоа што го пуштаме и тука, така да оваа плейлиста некако многу добро репрезентира тоа што прави Пандамониум радио со шмек на Марина се разбира, така да уште еднаш big up до неа. Плейлистата е достапна на Spotify и на YouTube. Обавезно да идете да ја слушнете, посебно кога ќе биде денови, кога ќе се појави сонцето, мислам дека ќе одговара перфектно, трае 1 сат и 38 минути и онака ако возите точак, ако седите у двор, на тераса, мислам дека ќе ви легне одлично. Ја искрено ќе кажам, доста песните од тука ги знаев, но имаше некои кои ги открив, кој дел од кои ќе пуштиме и сега. Имаше една трака на која се навлеков после плейлистава, така да јас сум многу задоволен како излезе. Трајче преслуша? Во поголем дел да, и кој што кажа, бидејќи првиот дел е повеќе афробит и повеќе она музиката која што и Марина ја слуша и ти. Мене поише ми се свиѓаше вториот дел, каде што веќе последниве неколку 7-8 траки онака го ја завршуваат плейлистата. Таа е има поише рап нешто што е поблиску до мене и многу ми се свиѓа, многу е разновидна, одлични звуци, одлични артисти. И мислам дека и ова е затоа и покажуваме и затоа даваме шанса на луѓе кои што ја слушаат музиката која што ја слушаат и кои што веруваме дека слушаат убава музика, да дојдат и да направат селекција со цел да и на нас, а и на другите луѓе кои што не слушаат да биде онака од пример за тоа што треба да се слуша и да се даде некаква сугестија за некои артисти кои што инаку и не би можел да ги слушнеш. Точно, и не можеме ја и да опфатиме се, така да честни е другите да не научат нас и да ги научат другите луѓе нова музика. Апсолутно. И на крајот на денот да ни презентираат што слушаат они. Мислам дека таки многу луѓе би можеле да се поврзат помеѓу себе. Тоа беше Пандамониум радио шоу број 24, јас сум Мајри Скреч, до мене е Activity, имавме одлична емисија, ние се осеќаме добро, Трајче ќе остане да спие кај мене. Ќе слушаме 4 песни. Траката 2AM, која е некаков drill beat со пеење многу интересна. Втора е траката Latest Trends, A1 and J1 со H, значи еден UK sound малце поспецифичен. Трета е траката Wahala D од YC, еден од доста квалитетните, но не толку познати артисти од Нигерија, многу добар артист. И последната трака е Latin Music 911 од артистот Сек, наверојатно така се чита, кој извади нов албум викендов. Не стигнав да го преслушам, но Марина ми кажа дека бил добар, така да можеби ќе го преслушам кога ќе се разубави времето. Албумот се вика 42. Тука ќе се одјавиме, слушнете оваа селекција за крај, разновидна селекција. Ако ви се допадне, проверете плейлистата на Марина на мојот Spotify канал. И тоа е тоа. Се читаме пак деновиве. Утре имаме нова Пандамониум Top 10 листа со бенгери. Апсолутно. За која сме доста возбудени. Оваа недела мислам дека Ептен стварно реков прескано, мислам дека подценуваме тоа колку бевме блест со музика што искочи неделава и се надеваме на многу повеќе петоци такви. Ако што кажа Дарко, ние овде се одјавуваме, ќе останеме да ја преслушаме и селекцијата што ја направивме од плейлистата, од гест плейлистата во селекција на Марина. Ви благодарам од мене за уште еден понеделник што останавте до крај со нас. Ви благодарам за целото внимание. Се надевам дека и денес имавме одлична и забавна емисија и дека успеавме да ви го задржаме вниманието и да ви сервираме на еден начин одлична селекција. Се гледаме следен понеделник, исто време, истата локација со многу нова музика и со многу различни звуци. Така да поздрав од мене. Поздрав и од мене. Се гледаме следен понеделник. Чао. Чао. All 1-4